Стартува црвена линија, јас сум Тина. Јас сум Теа. На самиот почеток, како и секогаш одиме со она што секако не смеете да го пропуштите вечерва. А еве што ќе гледате вечерва. Вин-вин, ново издание со Оливера Трајковска во 19 часот и 15 минути. А минутите одвоени за црвена линија и секако главната тема, господин Тео. Денешната главна тема ни е нов пакет мерки за сите невакцинирани во јавниот сектор. Како ќе се справат антиваксерите? Секако имаме уште една подтема, драги мои, за сите вас да дебатирате во црвена линија. Еве, може и да ни одговорите дали би се вакцинирале со трета доза, може би четврта, тоа оставаме секако на вас. А на самиот почеток и подсетување, веќе од вчера имаме и нови правила во однос на време траењето на јавувањето, така да на 023076677 секој кој што ќе се јави, ќе има вкупно 70 секунди за излагање на својот став. Времето го скративме во интерес на тоа да бидат вклучени што е можно повеќе гледачи. Токму така, пред да отидеме нашата следна со нашиот гостин, а и новите изјави што ги и прилози што ги имаме спремено околу нашата тема, прво го имаме прилога што нашиот колега Петар го има спремено за нашата тема. Крупна мерка за невакцинираното население утрово препорача Комисијата за заразни болести до владата. Повеќе од 130.000 административци за да одат на работа ќе мора да бидат вакцинирани. Во спротивно ќе мора да одвојат просечно околу 120 евра месечно од свој џеп, само за ПСР тестирање. За сега нема информации колкав е опфатот на имунизирани административци. И не се само тие опфатени со оваа мерка. Дури до 30% невакцинирани здравствени работници исто ќе имаат обврска да се имунизираат. Нема одговор од здравствените власти што би било во случај дел од медицинарите да останат невакцинирани. Стопанската комора веднаш предложи оваа мерка да важи и за вработените во приватниот сектор. Освен административците, сите други вработени да мора да покажат сертификат за вакцинација, негативен тест или потврда за прележана болест во последните 45 дена, се вели во иницијативата на комората. Ја поддржуваме иницијативата на задолжителна вакцинација на сите вработени во јавниот сектор, посебно во областа на здравството и нормално и во државната администрација, но меѓутоа само иницијативно потегнуваме прашање за задолжително вакцинирање на секој вработен и во приватниот сектор. Но остра реакција за најновите мерки стигна од Сојузот на синдикатите. Тие стравуваат дека на овој начин се делат работниците меѓусебно, а на работодавачите им се дава моќ која законски не смеат да ја имаат, затоа што ниту еден работодавач нема право согласно било кој важечки закон да го упатува работникот да прави трошоци поврзани со своето здравје. Мерката за задолжителна имунизација на администрацијата ќе важи 10 дена откако владата ќе донесе одлука, односно во период од 30 дена за здравствените работници. Експертите во комисијата потребата од ваквата мерка ја базираат на тоа што болниците мора да работат и може да се избегне преоптовареност со невакцинирани пациенти заболени со ковид. Во однос на ковид сертификатите и тоа што е општ впечаток дека се прави во однос на злоупотреба и прикажување на лажно искреирани документи за влез во кафеани, барови, спортски и културни настани. Министерот го адресираше и тој проблем. Во Министерството се свесни дека се прават злоупотреби, дека има повеќе сертификати отколку вакцинирано население, но тврдат дека има алатки за ова да се исконтролира. Овој проблем ќе биде разгледан на главниот кризен штаб. Ете така, во ова издание на Црвена линија веќе го имаме и првиот гледач. Добар ден. Добар вечер. Во програма сте. Добар ден, ако сум јас на линија. Вие сте? Веќе сте вие на линија, одлично. Тогаш одиме. Благодарам. Па вака, јас ќе го кажам своето размислување. Меѓутоа, ова прва штета што ние имаме не само кај нас, во целиот свет, овој ковид, кој не зароби, не стави во мат позиција и не можеме фактички да кренеме глава. Меѓутоа, ние, треба да бидеме свесни дека имаме права, имаме и обврски. Оној кој што е вакциниран, размислувал, може би подобро од оној што не е вакциниран. Меѓутоа, и тој што не е вакциниран, има право да не се вакцинира. Но имам право и јас, ако сум вакциниран, да не седам со оној што не е вакциниран, да не работам со тој што не е вакциниран. Ние овдека дискутираме за правата на граѓаните. Да, има право да не се вакцинира, но имам право и јас да речем со тебе не седам затоа што не си вакциниран. Овде во законот не е доречено, не е докажано и не сме во право ние што не ги сакаме ни
но и тие што не сакаат нас. И овдека треба, што се вика, со еден збор, да се најде начин како да се испегла ово. Ако не се најде начин, значи фактички ние Така, истече времето, значи 70 секунди од вчера е воведено ново правило. Така да внимавајте секогаш на тајмерот кога ве вклучуваме за да си регулирате кога ќе го кажувате вашиот став. Одиме со следен гледач. Добар ден. Добар вечер. Во програма сте, повелете. Да, вие сте? Вака, јас прво би ве поздравила вас и емисијата. Благодарам. И сакам да потенцирам дека според резолуцијата 2361 од Советот на Европа, точка 732, вакцинацијата не е задолжителна за COVID и никој не смее да врши никаков притисок, значи човекот не смее да е под политички, социјален и било каков друг притисок за да се вакцинира. Тоа е една работа. Второ, зошто да се плаќаат PCR тестови на осигуреникот кога тој цел живот вои за здравство? Така, тогаш тие пари нека се префрлат приватно на сметка, па тогаш ќе ги плаќа приватно PCR тестовите. Значи не се согласувам за задолжителна вакцина, не се согласувам самиот PCR тест да го плаќа, бидејќи тој вои за здравствено осигурување. И како трето, најбитно, никој не кажа за нус ефектите на вакцината. Ние имаме близо кој што работи во здравство, направи анафилактичен шок на вакцина Спутник, сите знаат, сега клинички центар, професор Петличковски, сите се информирани, никој не кажува за тие нус ефекти. Па зошто да биде тогаш задолжителна вакцината? Подобро мерки да се спроведат, маски да се носат. 70 секунди истекоа, благодарам што се вклучивте во црвена линија. А доколку немаме следен гледач, Јас мислам дека имаме уште еден, добро. Добар вечер. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Поздрав до вас, Голем двајцата поздрав. водители, прекрасни. Сакам јас да кажам. Јас сум вакциниран со 2 вакцини. А вчера вакциниран и од другата вакцина за следујќи грип. Што има проблем да се вакцинираш? Јас не знам што прават тие. Не можеш ти ако не се вакцинираш, се месечно тук бе. Ти кројч капе на другите, да се заразиш. Не може така. Мора се донесе закон. Или така, или така. Јас сум вакциниран за 3 и сега ми дојде порака за 3-та доза. Да се вакцинирам за корона. И после 14 дена ќе одам да се вакцинирам. А 25 секунди. овие што не се вакцинират, не можеш да се убежеш, не можеш да влезеш во мил, да си купиш храна, бе. Што бе ви мислите, ова е шала? Ова не е шала. Кога владела црната чума, владела во македонска граница, останали само 5 фамилии. 5 фамилии. Луѓе, вакцинирате се, децата да не падат. Истече времето, а сега во продолжение веќе се обидеме да видиме дали имаме уште еден гледач, бидејќи гледачите секогаш имаат предност во црвена линија. Доколку не, тогаш време е за нашиот прв гостин во ова денешно издание на црвена линија. И велам добар ден за доктор Саша Делениколов од Нутри Медико. Како сте? Добар ден до почитуваните гледачи, до вас и до вашата екипа. Сега до сега се е во ред. Штом работиме, значи здрави сме, живи сме. Тоа е најбитно. Тоа е најбитно. Така е. Здравието пред се. Првото прашање до вас би било што е предноста ако сте вакциниран со прва доза, втора доза, а дури некој и со трета доза? Видете, што се однесува до проблемот за вакцинација, јас убедливо врз база на моје лично искуство долгогодишно како лекар, како здравствен работник и врз медицината базирана на докази, јасно е дека вакцинирањето има несомнени предности во однос на невакцинирање. Зашто антиваксерите тоа го прават, не можам да разберам, но без разлика, земајќи ја во обзир сегашната ситуација, поубаво и најубаво е да се има комплетна вакцинација, па ако нема комплетна вакцинација, подобро е и една доза отколку никаква доза. Тоа е моето мислење со препорака секој кој што може, кој што му дозволува здравствената состојба да се вакцинира. Така, сега ние си продолжуваме со следното прашање.
Новиот пакет мерки што ги предложи Комисијата за заразни болести, дали е оправдан? Видете, што ме донесе некој пакет мерки, без разлика на тоа дали некому се чини логично, соодветно, нелогично, несоодветно, сигурно се донесени врз база на некои параметри, можеби споредено со некои други мерки во околината или во светот, не се баш не соодветствуваат со тоа. Но јас верувам дека сепак тоа што е донесено е од стручен тим, кој што си ја знае својата работа и верувам дека тие мерки ќе донесат некакви резултати, но секогаш има место и простор за подобрување и усовршување, така да ако се увиди дека нешто не е во ред, би требало подитно да се тоа прилагоди на ситуацијата во која се наоѓа. Интересно е, многу се зборува за човековите права, па еве уште едно прашање врзано токму на оваа тема. Дали човековите права сметате дека имаат приоритет пред здравјето на заедницата? Извинете, слабо ве слушнав, ако може колегата да го повтори прашањето, затоа што на тој микрофон многу подобро се слуша. А така, ајде, повели. Дали човековите права имаат приоритет пред здравјето на заедницата? Не, никако. Не се согласувам со тоа. Апсолутно дека општествениот интерес на заедницата го надминува личниот интерес. Само да се сетиме, јас сум современик на епидемијата на вариола вера во 72 година во Југославија, да се земеа во обзир правата на поединците, сигурно овде ќе бевме ние жариште, можеби и ендемско жариште на вариола вера. Кога се работи за општествен интерес, за интерес на заедницата, на поголема група луѓе, тогаш тие права и тие задолжени и обврски се доминираат над оние на правата на поединец. Тоа е моje лично мислење. Еве сега ќе се обидам, можеби подобро ќе се слушнеме. Зошто постои недоверба кон ковид вакцините конкретно? Одлично сега се слушаме. Најверојатно затоа што тоа е една голема непознаница како вирус. Се уште не се знаат точните негови механизми на делување. Вакцините дојдоа многу брзо и не се до крај можда долгорочно испитани и веројатно затоа постои таа недоверба. Но сепак сметам дека постои во фармакологијата и во фармацевскиот сектор фармаковигиланса, процес кој што значи следење на несаканите последици на одредени лекови, во конкретниот случај вакцини. Сега за сега се покажуваат вакцините делотворни соодветни, така што сметам дека е сосема оправдано нивната употреба, без разлика што се брзо изфабрикувани, создадени, и се надевам дека со тек на тој процес на фармаковигиланца сите евентуални несакани последици би се отстранили. Така, и сега времето кога што си помина, кога што си тера, вирусот не престанува да мутира. До кога сето тоа ќе трае? Има ли крај некаков? Ова е еден вирус кој што очигледно влегува во костец со нашиот имун систем и тој во конкретниот случај се покажува како повитален и побрзо мутира. Што се однесува до тоа дали ќе има крај или нема да има крај, не е тоа мој факт, моја специјалност, тоа би знаеле вирусолозите, инфектолозите, епидемиолозите да го кажат подобро, но сметам дека на крај ќе се искристализираат 2-3 варијанти и 2-3 мутации на вирусот со кои што ние или ќе се справуваме самостојно со нашиот одбранбен систем или пак ќе се создадат такви повеќе валентни вакцини како за грипот и на тој начин ќе се справиме со овој вирус.
Доктор Дели Николов, благодарам многу што одвоивте од вашето време за да се вклучите во Црвена линија и секако се надевам повторно ќе ни бидете гостин во некоја наредна дискусија и наредна тема. Ви благодарам, само на крајот да кажам дека јас сум вакциниран и со трета доза, двете ги примив и трета, така да топло им препорачувам на сите на кои што им дозволува здравствената ситуација да ја примат вакцината и да се заштитат. Благодарам уште еднаш за вашето учество во Црвена линија. А сега еве потсетување, време е за вас, драги гледачи, и покрај тоа што зборуваме за новите предлог мерки кои што ги дава Комисијата за заразни болести за односно пристапот на невакцинираните, особено кои што работат во јавниот сектор. Во очекуваме на 0230766777 и веќе имаме следен гледач. Добро вечер. Добро вечер. Да. Добро вечер, повелете. Би сакала докторот да му објаснам зашто има недоверба во вакцините. Кога ќе споредиме дали може вакцинираниот и невакцинираниот да се разболат, ќе видиме дека можат. Дали можат вакцинираниот и невакцинираниот да бидат хоспитализирани? Можат. Дали можат вакцинираниот и невакцинираниот да умрат? Можат. Тогаш зашто би се вакцинирале? И уште едно, што вакцинираниот може да умре од вакцина, а невакцинираниот не може. Тоа е тоа што докторите не го кажуваат и кај нас нема никаков регистар од нус појави од вакцината и нема колку имат починато од вакцината, се крие бројката. Тоа би било се. Добро, благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Одиме со следен гледач. Добро вечер. Да, добро вечер. Повелете. Слушаме? Да, одлично. Благодарам. Сакам да продискутирам малце на оваа тема, врска е добра темата. Слободно. И ја не би се сложил со еден збор кој често се употребува, антиваксери. Значи, видете, кога се раѓа човекот, никој не е антипротив нешто, значи тоа е створено, тој не е антивакс. Зашто е створено? Значи, докторите треба добро да објаснат, меѓутоа и законодавецот. Кога на човекот нешто му се вризгува, ако се појават нуспојави, кои ќе направат огромни штети, а има, ве убедувам дека има. Јас сум директно патанец, лично на себе и на моје дете. И сега да ви кажам, тие надвор, кои ќе седиме приватно, го признаваат тоа. Меѓутоа, службен лекарите никогаш нема да признаат и да ви издадат белешка дека тоа веднаш после вакцината е како нус појава со далеко сежни последици до крајот на живот. Не разбирате? И сега, кој одговара за тоа? Кој ќе ги плати тие репарации? Времето ви Истече истече. времето, 70 секунди. Благодарам за вашето учество во Црвена линија. Дали имаме следен гледач? Нормално дека имаме. Добро вечер. Добро вечер. Се чувства дека има некој на линија. Добро вечер. Да, ве слушаме. 70 секунди за вас. Јас сум во програма. Да, вие сте. Повелете. Во ред, Да ве вака. слушнеме. Сите зборуваат за уставно право. Јас сум, не? Да. Сите зборуваат дека уставно човеково право е секој поединец да одлучи. А каде е колективното право? Тој поединец кој ќе оди во колектив, да речеме во еден погор со 50 души вработени. Затоа што постои шанси вакцинираните да се заразат, но се кажува дека процентот е поголем да бидат со многу благи симптоми и да не мора да одат во болница. И вакцинираните се заразуваат, и невакцинирани и вакцинирани. Меѓутоа, состојбата во која ќе се најдат е многу поразлична. Исто кој за сипаниците, сега некој вика пред 60 години. Не може они да го равнат денешната медицина пред 60 години. Па и тогаш вакцинирани од сипаница и сега. Моите деца беа вакцинирани, па фатија сипаница. Меѓутоа нема ниту температура, ниту отида во болница. Уште 10 И секунди. сега, затоа најважно е колективното здравје. Да не бидеме себични. Да не бидеме себични. Малце да мислиме на колективното здравје. Фала ви. Времето истече. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Дали имаме уште еден гледач? Ало? Да, добро вечер. Повелете. Добро
Добро вечер, ве. Вие сте да? Да, повелете. Да, еве сум. Ајде. Повелете. Видете вака, ме интересира зошто кога примаат вакцина се подпишува документ. До сега се примени вакцини, не знам колку, никогаш никој не е подпишал никаков документ. Во што е причината? Ние сакаме ваше мислење, слушнеме. Вие сте битните. Јас се прашувам зошто е тоа така. Ме разбирате, одна тоа внесува некаква сомнителност кај сите и затоа прашувам одговор. Зошто секој да прими одговорност сам за нешто што не знае што прима? Каде е суштината на одговорот? Тоа би било се во вашето излагање? Јас да, барам вие да го погледнете ова и дали е во ред. Секој да си подпише смртна пресуда. Фактички, ако има проблем, он е одговорен. Сам си подпишал. Тоа не е во ред. Така, доколку е тоа се, ви велиме големо благодарам за вашето вклучување во црвена линија. И дали веќе имаме следен гледач? Добро вечер. Добро вечер. Одлично, повелете. Како сте? Црвена халина, црвена линија. Така. Скоро. Јас кога ги примив двете вакцини, ќе ја примам и третата. И мислам дека секој треба да прими, затоа што ако е речено да не дај Боже умрам, ќе умрам. А од вакцината ни ќе умреш, нити имаш корист, нити имаш штета. Кога Австрија донесува таква одлука, чак и граѓаните што одат по улица да ги контролира, а што па да не се вакцинираат овде? Мене ми е криво што испаѓа како насилно да те присилуваат да се вакцинират, те уценуваат. Зашто да ме уценува? Некој нема потреба. Ако сакам, ќе ја примам. Ако мислам за моето здравје, би требало да ја примам. Па сега чај или бука, што ќе испаде тоа? И исто не се сложувам со тоа што викаат ја нема да ја примам за инат. Зашто? На кого за инат? Ние самите граѓани треба да се водиме сметка за нашето здравје. Секој треба да носи маска кој ќе влезе во автобус, тоа треба да се контролира. 70 секунди истекоа. Благодарам и вам што се вклучивте во црвена линија и мора да забележиме со те огромен е интересот и верувам дека веќе имаме и следен гледач. Добро вечер. Здраво. Во програма сте, повелете. Благодарам. Повелете. Би сакал да ви кажем. Ајде. Па 80% од вакцините се добиени по некои донации. Како да веруваме на донации од политичари кои не сакале со векови? Например, Вучич да ми даде вакцини. Ние да ги примеме лак. Исто, Румен Радев. Од Бугарија вакцини. 2 недели пред истек на рокот. Киријако Мицотакис. Он ми дава вакцини. Па дај да си купиме за пари, да имаме поголемо поверење во тие вакцини. То не е чоколадо. Уште 30 секунди имате за ваше мислење. Тоа е она што е грешката на Министерство за здравство. Тука се грешките. Благодарам. Благодарам и за вашето учество во црвена линија. Одиме со следен гледач. Добро вечер. Добро вечер. Во програма сте, повелете. Ало? Вие сте наред. Во програма сте, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Вака, до комисијата сакам да поставам едно прашање, да дадат колку има невакцинирани, повтор пат што се ревакцинирале и што починале. Добро. Пошто нема таков податок, се им ще не дава. И уште едно прашање што сакам до комисијата што го даде овој предлог, колку има вакцинирани што фатиле повтор пат, да речеме, или прв пат се заразили и починале. Јас знам еден куп такви луѓе што се вакцинирале и починале, додека за што прележале, а не се вакцинирале, се на број, можеби и нема такви, не знам. Тоа би било се. И оваа одлука на предлог уствари на комисијата воопшто не име во ред. Имате уште 11 секунди.
Гледачот се исклучи, благодарам сепак и вам на вашето учество. А сега малку и ќе земеме здив со реклами. Ја и Тео заедно во второто полувреме од Црвена линија, имаме и гостин. Особено чест и задоволство ни е, бидејќи на линија веќе го имаме Борко Наумовски, кој што воедно е, ќе напоменам, и магистер по интеркултурна комуникација и европски студии. А се уште не е вакциниран. Борко, добро вечер. Добро вечер, гледам надворе веќе ноќ, како се чувствуваш, како е низ градот? Па супер. За дечко кој што не е вакциниран, работи постојано на неговиот имунитет, се чувствувам одлично. Иве, првото прашање е следно. Дали Борко Наумовски е антиваксер или поново анти-ковид ваксер? Антиваксер не би бил, бидејќи сепак верувам во медицината секако. Не верувам во медицината како индустрија, ама верувам во медицината. Например, пред 7-8 века многу племиња околу многу места околу светот го користеле принципот на вакцини. Пред 150 години првата вакцина исто е на некој начин и во западниот свет употребена, кога увиделе дека жените кои што се блиску до кравите и дека цело време користат производи од нив, не го фаќале вирусот кој што во тој момент бил. Така да во вакцини секако дека верувам, ама не верувам во некој да ми кажува дека само преку вакцини ја можам да го изградам својот имунитет. Например, ја имам прележано корона, така да верувам дека постои короната, не сум од тие кои што не веруваат дека постои. Ја прележав лани ноември и така доста тешкичко беше. И градењето на имунитетот беше со многу витамини, со многу овошје, со многу посветена работа на себе, со, не знам, медитации, со шетање, со кучење, со сонце. И на тој начин ја мислам дека имам убав и здрав имунитет и не гледам потреба да морам да се вакцинирам со нешто што за мене е непознато. Така, Борко, кажи ми твој коментар на новиот пакет мерки предложен од Комисијата за заразни болести? Па ја не знам кој коментар да го дадам, освен дека ова оди во, не знам како да кажам, ова е некоја као брутална лоша доминација, каде што некои луѓе одлучуваат за сите други без никаква логика. Например, ако имавме ние толку сериозна корона, зарем ки имаше попис, зарем ки имаше избори на митинзи каде што 5000 луѓе се заедно и сега ајде митинзите поминаа, па ајде сега ние ќе се правиме дека немаше митинзи, па сега да видиме некои нови мерки. За мене, ако се грижиш за здравјето, прво што би направиле е да правиме муавет за имунитет. Доста правиме муавет за маски, доста правиме муавет за такви работи, ајде да правиме муавет за имунитет, ајде да правиме муавет за здрава исхрана, ајде да правиме за муавет дека луѓето паѓаат во депресија. Ја работам психологија и спортска психологија. Значи имам многу клиенти кои што се во депресија, значи имаме многу поопасни работи од физичкото здравје. Значи менталното здравје можеме да му се посветиме, многу можеме да направиме. Имам пријатели околу цел свет и во секоја земја е различно. Не сме најлоши, морам да кажам, ама не сме ниту најдобри во пристапот. Еве едно прашање да видиме кој ќе биде твојот став. Стопанската комора го поддржа пакетот мерки, дури и препорачува да се примени во приватните фирми. Од страна на Сојузот на синдикати велат дека тоа не е во ред и дека се загрозени човековите права на избор. Што ќе порачаш на антиваксерите или анти-ковид ваксерите? Па ја би играл на оваа карта. Значи ја имам работено во Брисел, знам отприлика како функционира лоби процесот и лоби процесот, да речеме ја во 2010 кога работев во Брисел, кој има поише пари, тој си лобира за како да прави уште поише пари. Така да мене ова се ми мириса многу повеќе на кој повеќе пари сакат да прави со вакцини или некоја задна намера, а не се грижи реално за здравјето на граѓаните. Ова со синдикативе мислам дека мораме да имаме слобода. Значи ја морам да имам слобода на моето тело. Некој ќе каже, еве на Facebook со еден другар што живее во Швајцарија дискутиравме, он кажа: "Да, ама твојата слобода завршува ако загрзуваш моето здравје." Друже, не го загрозувам твоето здравје. Значи јас си живеам мој живот, ја не влегувам кај тебе дома. Ја не идам на некој место кај што, например, ти видел, еве, ако дојам на место, ти стај си маска или ајде, ја ќе ставам маска. Ама ја морам да имам слобода да се грижам за сопственото здравје, бидејќи очигледно е дека фармацијата и медицината не се грижи за нашето здравје. Да се грижи, а немаше денеска да имаме епидемија од психози.
Пазете, ние имаме као секоја втора, трета млада личност страда од анксиозност. Ние имаме Инстаграм кој што има важно, бидејќи си страствен патник, еве Тео исто сака многу да патува, јас сакам да патувам и искрено имаме прашање само на брзина. Ќе издржиш ли да не патуваш, бидејќи невакцинираните имаат многу ограничувања? Кусо? Ми се откажува дел од патувањата ради вакциниве, ќе издржам, мора да се издржи, бидејќи сепак на крајот на денот најбитни сме ние самите и да си бидеме свој на своето. Значи јас како Борко да се чувствувам дека одлуките кои што ги носам прават ја да се чувствувам убаво и комфортно. Ја да се продадам. Благодарам што се вклучи во црвена линија, времето не гази веќе тука и самиот крај, уште еднаш ќе се слушнеме во некое наредно издание. Секако имам една интересна тема за утре. Најважно, автомобилот е оружје доколку неодговорно и несовесно се управува. Темата, кој е вашето мислење за казните и дали сметате дека треба одредени суди да се вратат повторно на студии? Ќе уживате, Иво? Толку беше од нас, а сега го оставаме во сигурни раце, со готвите со Маја. Готвиме со Маја. Чао.